Во ова издание на Newsflash ке гледате. Американските законодавци најверојатно ќе гласаат за нацрт законот со кој се одобрува најмалку 33 милиарди долари воена и хуманитарна помош за Украина. Што зборуваа министрите за финансии од групата 20 индустријски најразвиени земји во светот на состанокот во Џакарта. Недостигот на микрочипови ја разбранува глобалната автомобилска индустрија. На пазарот скоро и да нема нови автомобили. Останете со нас и ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Постои можност американските законодавци да гласаат за нацрт законот со кој се одобрува најмалку 33 милиарди долари воена и хуманитарна помош за Украина. Пред можното гласање во Представничкиот дом, председателот Џо Бајден рече дека неговата администрација речиси ги исцрпила неговите овластувања да испраќа оружје и друга воена опрема од залихите на Пентагон. Иако има можност за тоа, сепак ќе се чека резултатот од гласањето. Државниот секретар Антони Блинкен и секретарот за одбрана Лојд Остин упатија сличен апел во писмо до пратениците барајки од нив да дејствуваат пред 19 мај. Бајден во понеделникот потпиша посебна легислатива што му дава ново овластување да ја забрза испораката на воена опрема за Украина според програмата моделирана по законот од Втората светска војна, која првично им помагаше на европските земји кои се борат против нацистичка Германија. Новата мерка му дава на лидерот на САД овластување да постигне брзи договори со Украина, како и со другите источноевропски земји за испорака на опрема, заобиклувајќи некои од сегашните бирократски правила на Вашингтон. Иако реткост за политички поделени од Вашингтон, Конгресот со големо мнозинство го усвои законот минатиот месец, како континуирано покажување поддршка за владата во Киев во борба против руските сили. Украинскиот претседател Володимир Зеленски во обраќањето доцна во понеделникот рече дека историјата ќе ја смета Русија одговорна за низините постапки во Украина и дека Европа треба да ја земе предвид цената што Русија треба да ја плати за повторното носење војна на просторите во Европа. И ние, украинците, ќе продолжиме да работиме за нашата одбрана, нашата победа и за враќање на правдата, денес, утре и кој било друг ден што е неопходен за ослободување на Украина од окупаторите, рече Зеленски. Шефот на наблюдувачката мисија на Обединетите нации за човекови права во Украина Матилда Богнер изјави за новинарите денес дека низината канцеларија потврдила повеќе од 7000 повредени цивили, вклучително и 3381 смртни случаи, откако Русија го започна нападот врз Украина и дека вистинската бројка е далеку поголема. А поради тоа, глобалниот недостиг на микрочипови е само дел од тешкотијата што ја разбранува глобалната автомобилска индустрија. Како што се зголемува побарувачката за нови возила, инвентарот станува се помал. До овој момент во годината, Бил Волш Джуниор се надеваше дека ќе види автомобили за продажба на 27-те автомобилски франшизи кои требаше да се вратат во нормала. Вообичаено имаме 2000 возила на залика, особено во овој период од годината. Сега се околу 600. Залихите на Волш се намалени за повеќе од 65% во време кога побарувачката за возила е зголемена. Дел од проблемот за производителите е недостигот на полупроводници или чипови потребни за електронските системи во повеќето нови возила. Иако тој недостига произлегува од послабото производство за време на пандемијата, Волш вели дека има и други причини. Има проблеми со недостиг на работна сила, има проблеми со транспортот, сега има и природни катастрофи. Затворањето на бродските линии во Суетскиот канал со недели во 2021 година е дополнителен фактор и сега војната во Украина. Производство на кабли. Украина е еден од најважните производители. Ова го вели професорот Ханди Махмасани од истакнатата катедра за транспорт на Универзитетот Нортвестерн во Илиноис. Нашите синџири на снабдување станаа толку глобализирани и меѓусебно поврзани што ако на некое место има немири, последиците ќе се забележат насекаде. Махмасани вели дека автомобилската индустрија поминала 20 години обидувајќи се да ги оптимизира синџирите за снабдување додека ги намалила трошоците. Имаме хипер оптимизирани синџири на снабдување. Тоа значи дека нема простор за застој.
И кога не сте опуштени, не може да се справите со нарушувањата. Така дизајнираме за ниска цена и за ефикасност, а со тоа ја изгубивме флексибилност. Се губат и пари. Авнет Силика, оддел за европска компанија која дистрибуира електронски компоненти, известува дека производителите на автомобили изгубиле повеќе од 500 милиарди долари приход од почетокот на пандемијата, што стигна и до дилерите како Волш. Тоа се веројатно 200 единици месечно намалување од нашата вкупна продажба. Волш вели дека производителите кои ги снабдуваат неговите застапништва предупредуваат дека проблемите нема да завршат наскоро. По зависност од производителот, 2023, 2024, 2025 не очекувајте да ги имате нивоата на залиха што сте ги имале пред пандемијата. Потенцијалните клиенти чекаат залихи и ќе платат повеќе откако ќе го најдат возилото што го сакаат. Не само што се зголемуваат цените во САД, туку се зголемуваат и каматните стапки за автомобили во услови на инфлација, најголема за последните 40 години. А министрите за финансии од групата 20 индустријски најразвиени земји во светот на состанокот во Џакарта се осврна на растечката криза со задолжувањето, а пандемијата се уште е тема број 1. Еве ги деталите. Плажите на Шри-Ланка вообичаено привлекуваат милиони туристи, но тој извор на приходи згасна во пандемијата. Нејзината економија страда. Рейтингот на обврзници е намален, а економистите стравуваат дека наскоро не ќе може да ги плаќа своите обврски. Ова не е особен пример. Според Светската банка, пандемијата со коронавирусот го доведе вкупниот глобален долг на највисоко ниво за повеќе од половина век. Стапките за задолженост и онака беа високи, но пандемијата особено тешко ги погоди земјите во развој. Ова е Ребека Гринспан, генерална секретарка на Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој, во интервју за Гласот на Америка. Беа принудени да го зголемат долгот, а нивните приходи од извозот не се доволни за исплата на обврските. Ситуацијата е навистина драматична за многу од овие земји. Податоците од Меѓународниот монетарен фонд покажуваат дека Етиопија, Тунис, Аргентина, Ел Салвадор, Гана, Конго, Таџикистан и Мозамбик исто така се во ризик од неисполнување на обврските. Тоа веќе е реалност за Либан, Суринам, Венецуела и Замбија. Многу земји во развој зедоа заеми за време на пандемијата. Светската банка вели дека должат 35 милиарди долари во 2022, зголемување од 45% во однос на лани, а речиси половина од тој долг е кон Кина. Во меѓувреме, прогнозите за економски раст се намалени. За прв пат стапката на раст во земјите во развој е помала од стапката на раст на развиените земји, така што во однос на одржливоста на овој должнички товар се наоѓаме во многу ризична фаза. Групата 20 водечки богати и земји во развој замрзна некои отплати на долгови за време на пандемијата. Тоа е добар потек, но има два проблеми. Првиот е што представува суспензија и државите ќе треба да почнат да плаќаат во јуни оваа година, додека кризата не е завршена. И второ, влијанието на сервисирањето на долгот на земјите во развој е многу мало. Г20 исто така предложи програма за намалување на долгот, но досега само 3 земји се јавија да помогнат. Многу земји не сакаат ваква програма, затоа што ќе бидат казнати од пазарите и ќе загубат пристап до приватна обврзница и можноста сами да се финансираат на пазарите ќе биде попречена. Предупредувањата за должничка криза доаѓаат во време кога трошоците за позајмување нагло се зголемуваат, при што централните банки ги зголемуваат каматните стапки за да се справат со инфлацијата. Гринспан вели дека државите доверители мора да преземат итна акција за олеснување на долгот и финансиска помош. Алтернативата, предупредува таа, е изгубена деценија за земјите во развој. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јован Ченомуски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.